Kitenjeto na човековото тело има долга традиција и од незапамтени времиња длабоко се вкоренило во човековата душа. Уште од најстарите времиња, насекаде во светот, дури кај најпримитивните племиња, се јавува желбата да го украсуваат своето тело, главата, рацете со разни украсни предмети. Та што беше лепа и убава. Како беше лепа и убава, така беше лепо променета. Наредена динар до динара, а на уши сребрени миндуши, а на срце пафти позлатени. Китењето и украсувањето со накид кај македонскиот народ, особено на село, до неодамна беше многу застапено, со цел да бидат бендисани, да ја покажат својата материјална состојба или да се заштитат од лоши очи, невестите и младите жени обилно се кителе со разновидни украси и накид. Според материјалот од кој се прави, накидот може да се подели во неколку групи. Во првата група спаѓа накидот од растително потекло. Тоа е мощно застапен начин на китење и украсување со природни средства, тоа што природата и околината на крајот го дава. А тоа се обично шебој, босилек, перуника, јоргован, полско цвеќе и други цветиња. Покрај ова познато е и китењето со различни плодови, особено оние со силна црвена боја, што според народното верување ги символизира среќата, радоста и здравието. Накидот од животинско потекло спаѓа во втората група. Тука е волната испредена, усукана и обоена во алова боја. Со волнена киска во галичник се закитува косата. Во Охридско, од убаво впредената волнена преѓа, се прават гајтани, што се носат како продолжение на сокајот, спуштен низ грбот. А во Битолско, во плетенките од природна коса, се вплетуваат наимици од сукана козина, со цел да се продолжат сопствените плетенки. Во овој предел, како украс за на коса, се носел и коцак од волнена преѓа, сукана вудве, од повеќе катови. Во Скопско, од убаво впредена волна и природна коса, жените прават коцел и го носат пуштен по грбот, кој ја продолжува природната коса. А во Мариово, овој украс го викаат голем коцел. Волната како поткит и дополна во украсувањето на народната носија се употребува и во останатите наши краишта, во вид на рески, кичанки, киски, со кои таа изгледа многу подостоинствено. Пердувите од разни птици исто така се јавуваат како накид, особено во невестинската носија, и тоа обоени. Во Кумановско, пердувите обоени во разни бои се застапени на невестинската челенка. Во Прилепско, како украс за уво, се носат пердуви од гуски.
Mladите Mariovki i nevesti носат перјаници цела година по венчавањето, а потоа ги заменуваат со киска алова. Како посебен украс се носи и перо од паун, на кој му се придава и заштитна моќ. Можно е раширено е и украсувањето со школки како накид. Во галичник ги вплетуваат во косичникот, во коцлето или во сокајот, во прилепско во убрусот. Во третата група спаѓа накитот изработен од разнобојни ситни и покрупни монистра, кој се носи во свечени прилики насекаде во Македонија, во вид на ѓердани, ќустеци, на раквици. Тоа се изработки исклучиво на нашите жени и девојки на село. Составен дел на живописната машка носија од Овчеполе и соседните краишта представуваат прекрасно изработените ќустеци со необично убаво стилизирани растителни геометриски мотиви и богат поткит. Во некои краишта во Македонија, поедини делови на облеката се украсуваат и со вез од разнобојни монистра. Металниот накид, што ја сочинува четвртата група, ги дополнува особено убавите македонски народни носии. Изработуван од разновиден материјал – злато, бакар, месинг и метални легури, а реализиран во различни техники – лиење, чукање, гравир, филигран, гранулација. Производ е на ковенџискиот занает во познатите македонски центри – Струга, Охрид, Битола, Дебар, Крушево, Скопје, Прилеп, Штип, Кукуш, Воден, како и во другите помали градски населби. Овој вид накид, создаван претежно во 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, се одликува со наследени видови и детали од претходните векови, со запазени специфични карактеристики на македонското поднебје и оригиналност во компонирањето на разновидните делови. Оттука и таа извонредно голема наклоност кај нашето население кон создавање навики за украсување на својата облека. Меѓутоа, на нашиот народен накид присутни се и разликите меѓу така наречениот селски градски накид и покрај тоа што е создаван од истите мајстори.
Јас сум Вангел Дереван. Јас сум по професија занаетчија филиграмист кујунџија. Нашиот накид, јас мислам да е најбогат, по моje мислење. Најубавите работи се по црквите може да се видат. Крстој, ореоли, разни врсти кои праја као суеверие, што носеа очи, нодзе, раце праја, тие може да се видат по црквите. А како за накидот, мислам да се пафтите наши најубави. Првенствено и клавам филиграмските пафти. На друго место и клавам од галичник пафтите, кои се работани на друг начин, на кујунџиски начин, не на филиграмски. Тоа е на чукајне, то се овие пафти, галичници. Овие се со суво злато направени. Иначе, мојата фамилија води традиција од 1819 година, документирано се занимаваат со кујунџисквото. Али сега веќе престануваат да биде традицијата, затоа што моите синови веќе неќат да работат во занает. Јас денес правам, иначе правам накидот, го правам од старите накиди. Земам копија од старите накиди и правам. Сега најпоќе врви ситни работи, прстења, белегзи, али долу горе веќе пропаѓа филиграмот, по моje мишленје. Секоја година помалку се барат. Накидот што правиме овие старите модели што се за накид, кути, тие многу слабо врват. Ова е направена пред 15 години и денес не е продадена. Селскиот накид, кој е изработен од попрост материјал, сребро и сребрена легура, многу е поразновиден, поброен и помасивен од накидот што се носел во градот. Забележливи се и разликите во накидот помеѓу поедини етнички групи. Тие се гледаат не само во обилноста на накидот, туку и во материјалот од кој е направен накидот. Населението од нашите западни краишта се украсува со поброен, помасивен и поскап накид, додека населението од источните краишта се украсува со пооскуден накид, поевтин и занаетчиски послабо обработен со примена на поограничена технологија. Јас сум доста скилеска. Ја олку години, 30 години како го работал во занат, кувенџија. Татко ми работал. Дедото од татко ми работал. И како така и ние сме го научиле. И јас сум го научила кувенџија работа. Низалки права, прстени права, петлици права, кованици права, белези права, пафти права, игли права. Ја без со калап не работа, само рочна работа. А теја што сум видела од татка ми, може да калап. Али имаат сега средства. Имаат се наоѓаат све средства сега, полесно. Тога татко ми мој работаше со клешти, со јоже препашан овде и нозите кладени во јоже и тегнеше жица. А сега има жица без мока, на валц, полајно лесно. И теа го работав ја по колајно. За украсување на главата употребуван е разновиден метален накид, кој што имал и одредена функција, да ја придржува капата или марамата, или чисто украсна улога. Во накидот за глава се вбројуваат и примероците со заштитен или символичен карактер. Повеќето видови од овој накид имаат и заеднички одлики, кои се состојат во обилниот поткит од метални пари и трепки. Тука спаѓаат тепелаците, колцести украси за невестинска капа и фес, кои по својата намена и форма представуваат изедначена група. Некои одстапувања се чувствуваат во нивната испупченост, повеќе или помалку. Повидливи се разликите во обработката и материјалот. Изработувани биле во техника на чукање, лиење и филигран, најчесто поткитени со метални пари од сребро и злато.
Овој карактеристичен вид накид почнал да се изобичајува главно во текот на втората половина од 19. век. Во бројниот накид за на глава видно место заземаат украсните игли. Ги има неколку вида, но највпечатливи се невестинските и тие за младите жени. Служеле за придржување на невестинската покривка за глава, невестинскиот венец и за прифаќање на косата. Повеќето се изработувани од сребро, а се среќаваат и со позлата, но ги има и во метални легури. Многу од нив се украсени со поткит од метални трепки во вид на ливчиња, колцести плочки и пари. Има повеќе видови игли за на глава. Невестите во Скопско главата ја украсувале со специфични украсни игли, наречени топка игла, Скопска Црнагора, игла шик, титрајка, трепетлика, Скопска Блатија. Во Гаричник игла со синџири на повеќе редови. Се носи врз дарпната, а е богато украсена со разновидни метални делови со позлата и синџирчиња. Во Штипско се носеле игли во вид на шноли за прифаќање на коса. Своевиден убав невестински накид за на глава представуваат влашките фунди, потоа невестинската корона, која со својата форма, украсни елементи и материјал потсетува на вистинските корони, власини жополе. Разните мендјушници, вкусно компониран дводелен невестински накид, мегленски власи. На слепоочниците нашите жени носеле сачбој, накид од сребро и сребрена легура со позлата. Обетките се првиот накид што женското дете го добива во најраното детство. Како традиционален накид, имаат знатна улога во обичајниот живот на населението во сите етнички и пределски целини во Македонија. Ги има разновидни, од наједноставни алчиња до раскошно обликувани и богато украсени со филигрански делови и додатоци од скапоцени камења. Во поделни краишта имаат различно име. Освен минјуши, познати се уште и како обетки, убетки, ушници, наушници. Разновидни по форма и големина, вонредно за нечиски обликувани. Се носат на продупчено уво, но има и такви што се носеле прицврстени на покривка за глава, за коса или прикачени над уво, заради нивната големина и масивност, особено оние од типот на висечките. Наушниците се разликуваат од другите обетки со тоа што тие не се провлекуваат низ уши, туку се закачуваат на шамија. А еден подолг синџир, целиот искитен со трепки, се држи на самата шамија, така што тежината на накитот паѓа на шамијата, а не на ушите. Накитот за врат се состои од разни ѓердани, најчесто изработени од исковани метални делови или нанижани од монистра, украсни камења, корали, синџирчиња, поткитени со привезоци или метални пари, златници. Накитот за награди е мощно богат и омилен насекаде, со присутни разлики во поделните предели. Тој е сличен на накитот за околу врат, често без некоја голема разлика помеѓу едниот и другиот, освен што накитот за награди е позабележлив. Мощно е карактеристичен накид за награди е селскиот во вид на ѓердани од монистра, метални плочки со висулки и трепки. Ѓерданот наречен леденик е своевиден накид кој се состои од повеќе низи ситни пари, пришиени на клашнена или платнена основа со правоаголна и срцевидна форма. Нивна карактеристика е што покрај украсната функција имаат и апотропејска улога, изразена преку украсните кутивчиња, крстови и плочки во вид на амајлии. Накитот за награди од Мариово се состои од скопци или копци. Наградите се носат и чапрази, накит со форма на колце, вид медаљон, кој служи како копче со кое се закопчуваат предниците од кошулата.
Овој накид го носат жените од Дебарско, Струшко, Охридско. Во Кумановско на гради се носи накид наречен копче пиле, составен од неколку синџирчиња и со закачка во вид на игла. Во накитот за награди спаѓа и крстот со синџир или ќустек, кој се носи низ цела Македонија, а има и улога на апотропеон, Амаилија. Посебен вид накид за награди се металните пари, особено од злато и сребро, а во замена за нив од месинг. Нанижани на конец, кадифе и слично се носеле на грлото во вид на низи, а со повеќе низи ги покривале и градите, кои во тек на времето се заменети со тонтузи, имитација на пари од месинг и лим, како последица на материјалното ослабење на народот. Разновидните појаси колани, кои што се задолжителен дел во народната облека, за известни краишта имале поголем значај како дел од народниот накид. Ги има од разновиден материјал, многу декоративни, украсени со монистра и други апликации. Некои се од метални плочки, синџирчиња и пари, поврзани меѓу себе или прицврстени на кожна или текстилна подлога. Посебен украсен дел на нив на предната страна се металните пафти, кои имаат и улога на копче. Пафтите се еден од највпечатливите делови на женскиот накид во Македонија. Се одликуваат со големо разнообразие. Различни по материјал, техника на изработување, лиени, ковани, филигран, тие имаат различна форма и орнаментика. Пафтите обично се масивни, лесно испупчени, украсени со гранулација или со растителни орнаменти. Во разните етнички предели се среќаваат под различен назив. Пафти, павти, пахти, пате, токи. Тоа е накид, производ исклучиво на нашите занаетчии ковенџии. Направени се најчесто од метал, сребро, бакар, месинг, сребрена легура, а има и такви што се изработени од срма, монистра и бисери. Самите за себе, по начинот на изработката и украсувањето се многу впечатливи, а дополнително се украсуваат и со украсен камен или седев. Посебна одлика им е богатата орнаментика од стилизирани геометриски и растителни орнаменти со филигран и позлата. Во Македонија се среќаваат повеќе видови пафти. Најбројни се колцестите, но застапени се листовидните и правоаголните од 2 и 3 дела. Некои од нив имаат седевна апликација, декорирани со фигури од птици, двоглав орел или религиозни сцени. Сите видови се со долга традиционална навика за носење, главно по селата, а пред 70 и 80 години ги носели жените в град. Посебен вид метален накид за подпојас се така наречените низалки, изработени од широка мрежа плетена метална жица. Украсени се со богат поткит од ситни лиени или филигрански плочки и големи сребрени пари. Спаѓаат во помасивен женски накид со по 1 до 2, 3, дури и 12 синџири. Најзастапен невестински накид биле кај мијаците и во Гостиварско. Многу сличен накид на низалките се така наречените мангури, со кои се украсувале невестите и младите жени во Охридско и Струшко. Во накидот за нарад се спаѓаат разните видови на раквици како чест и омилен женски накид. Ги има од разновиден материјал – метал, монистрени зрна и корали, а се носат по една или повеќе на двете раце како алки, белегзии, булезии, гриви
grimnji i slično. Metalните нараквици се ковенџиски производ, а се состојат од лиени, ковани или филигрански делови, поврзани со синџирчиња. Монистрените нараквици ги изработуваат жените и девојките сами. На прстите од рацете се носеле разновидни прстени како задолжителен накид, а понекогаш и единствен дел од накидот. За разлика од останатите делови накид, прстени носеле и мажи и жени. Ретко во вид наалка, како што се денешните будни. Понекогаш се украсени со стакла во разни бои, а при тоа и со висулки од пари. Посебен вид прстени се столоватите, необично големи и масивни, а се носат во посвечени прилики. Машкиот накид во Македонија е помалу броен од женскиот, но затоа пак е помасивен, мощно богат и скап. Посебно убав дел од машкиот накид се сребрените ќустеци за саат, кои се носат прикачени на гради. Невестинските капи се посебен украс на невестинската носија во Македонија. Според обилноста и раскошот во украсувањето, посебно се истакнуваат невестинските капи од Скопско, Кумановско, русали и мегленски власи од Гевгелиско, Мариово, како и кај власите на Овчеполе. Вака украсени накитени, невестинските капи содржат голем број детали. Беј море Ѓуро трговец, тебе те кажват баш ковенџија. Јас ќе ти дадам 1,5 сребро, да ми направиш ковени ѓердан, да ми направиш и сребрен прстен, што ќе преостани да ми го вратиш. Во овој кус осврт врз народниот накид и китењето во Македонија, опфатени се само поглавните видови накид од скоро сите етнички и пределски целини, а со тоа и дел од нашето културно наследство.